Благодарам, заменик председателки. Денешниот ден поминува исто како што поминуваше и вчера. Сите амандмани кои што се поврзани со енергетиката и олеснувањето на животот на граѓаните се одбиваат и граѓаните треба да го знаат тоа. И претходниот амандман од колешката, овој амандман кој што ние го предлагаме, да се обезбедат средства од 90 милиони денари за отварање на рудникот Поповјани, со што би се обезбедило стабилно работење на термоелектроцентралата Осуме и за наредните 10 до 12 години, затоа што со оние истражувања кои што се правеле на тој терен, се дошло до резултат на истото истражување дека таму има 10 милиони тони јаглен, кој што повторно ќе кажам, би овозможило тој комбинат да работи непречено наредните 10 години. Сега, што е смешно у цела оваа работа? Ние за оваа година, покрај тоа што комбинатот не работи, сме вработиле плюс 200 луѓе од кога СДСМ и дуе се на власт. На комбинат што не работи. 200 со решение и плюс со договор. 100. Значи имаме 300 ново вработени луѓе, а комбинатот не работи. Сега, ајде што не работи комбинатов, ајде што овие нема да го одобрат овој амандман да се обезбедат средства за да се отвори рудник, за оваа година нарачале и платиле 130.000 тони јаглен. Тука е цела, би рекол, квака на овие случаи на вашиот и на мојот амандман, колешки. Тендерите и парите. Да вртат камионите, да се трошат народни пари. Зашто да се ископува, кога може тој што е нарачан и увезен преку тендер да биде 4 пати поскап? Тоа е суштината. А и уште овие што ги нарачале до крајот на годината, до крајот на другата година велат уште 170.000 тони јаглен. Ке нарачаме, ке го платиме, ке го истендерираме, ке го превозиме со камионите, ама нема да копаме. И зошто нема да копаме? Министерот вика, таму до година, наредната, како што се случува оваа дискусија, ке се отварава ваква или таква централа. Министре, ние сега имаме проблем. Сега ние имаме проблем за тоа. Има готова и физибилити студија, има и готови документи, бараме пари да почнат луѓето да работат. Сега ние ќе зборуваме тука за зелена енергија, го читам вчера министерот, вика Република Македонија прва ќе почне интеграцијата кон зелената енергија на Западен Балкан, ние нула производство на електрична енергија има. Да не е нонсенс, не знам како да го кажам, а да не навредам. Добро е, еве нешто да кажам добро. Што е добро? Сабајле, Владо Мисајловски имаше пресконференција како пратеник и човеков повика, ајде да ја продолжиме кризната состојба. Зашто се продолжува кризна состојба, колеги? Затоа што е добро? Затоа што има енергија? Затоа што добро работат рековите? Заради добро што работат хидросистемите, термосистемите? Затоа што многу произведуваме електрична енергија и немаме криза? Зошто се продолжува електрична енергија? Значи има криза, не сме го решиле проблемот. Ние побаравме да се продолжи кризната состојба и добро е што владата испрати предлог до собранието да ја предложи. И тоа е добро. Но ние имавме уште два предлога за кои што сакам да ви упатам дека треба да размислувате. Првиот не се предложи, тој со услови, се извинувам, услов беше да предвидите уште 250 милиони евра, колку што наредната година ќе не чини ценовниот шок и ударот кој што ќе дојде од ценовниот шок од електричната енергија. Тоа е првиот услов. Вториот услов е владата да им помогне на општините, на сите општини. Не е важно кој е градоначалник и од која партија. На сите општини. Да им помогне со цената на електричната енергија од првиот склучен договор со добавувачот и таа цена до сегашната цена. Разликата да ја плати државата. За да не ги изложуваме институциите на трошок. Вие тоа нема да го направите. И ќе излезете и од партија ви пратиле, ајде читајте им сега на овие од опозицијата што не направиле. Па јас имам такво што сме направиле и 3 пати поголемо од вашето. Еве ве предизвикувам, искочете, прочитајте го, ја ќе го читам. Па народот знае. Ја не знам како не приметувате дека не ве поминува тој аргумент. 0% имате производство на електрична енергија. 20% ќе ви поскапи електричната енергија од 1 јануари. 5 до 7 пати комората вика дека им се зголемени сметките. Не знам што зборувате ви. Сега, кога имаме таква страшна ситуација, ние мораме да делуваме. Има и потенцијални утврдени локалитети. Тоа се Чукале и Гуштерица. Значи ве насочуваме и каде. Што е поентата? Да се обезбеди јаглен за континуирано работа
континуирано да работат блоковите. Се поставува прашањето зошто? Заради тоа што овој комбинат има голема моќност со инсталирана снага од 125 мегават часови да произведува електрична енергија. Ние мораме овој комбинат да го ставиме во целосна сила. Тоа ви го кажуваме 20 дена назад. Па вашата влада Сабајле го ставила во сила. Што се чудите? Што се чудите? Вашата влада Сабајле го ставила комбинатот да работи. Сега е лошо или добро? Сега одлучете се, или е лошо или е добро. Сега ние ви кажуваме, добро е што е ставен во сила комбинатот за да произведува електрична енергија, но дајте наместо да трошиме пари на тендери, да не купува Васко бутици, Крешник Бектеши да не се чуди што го снашло. Ајде барем еднаш да престанеме да му даваме работа на Вице да вртат камионите и да обезбедиме средства да се отвори овој рудник и наредните 10 до 12 години да обезбедиме 10 милиони тони висококалоричен јаглен. Мислам дека амандманот е многу корисен, дека е многу реален, дека ќе помогне многу и дека не треба да си натите на ваквите работи. Затоа што она кое што се исмевавте за ребалансот, за буџетот, наследниците ви се врати како бумеранг. Народот без малку на клоци не ве крена на изборите заради ваквото однесување. И ќе продолжиме тоа што го кажал Заев, ваму се отворила хидроцентрала, ваму е отворено ова, никаде ништо не е отворено. Никаде ништо не е отворено. За 10 години, од кои што 5 години сте вие на власт од СДСМ, а 10 години овие од ДУИ се на власт. Паднато е за 2000 гигават часови производството на електрична енергија, за 24% помалку. Во Елем за 44% помалку. И сега не сме ние виновни, до година тоа ќе правиме. Дајте оставете ја до година. Кога не ви одговараат, кога ви критикуваме за ставки до година, за 2021 година е тоа предвидено. Кога ви викаме дајте годинава да видиме и до година, чекајте сега ќе видиме, ќе почнеме од 2023-та. Што ќе имаат граѓаните од 2023-та, кога од 1 јануари 20% поскапа струја ќе плаќа? Што ќе имаат граѓаните од тоа? Што ако излезете и вие прочитате од партија што ви кажале, таму ќе градиме ветропарк. Кој е тој? Каде е тој ветропарк? Каде? 20% ќе треба од 1 јануари секој граѓанин да плаќа поскапа електрична енергија. Од 5 до 7 пати поскапа електричната енергија во компаниите. Не можам да разберам зашто ги одбивате овие работи. Дајте еднаш, покажете во овие 2 дена и многу е добро што се погодија вакви амандмани. Да зборуваме во енергетска криза, во ценовен шок и да видат граѓаните и компаниите колку сте незаинтересирани, колку не ве интересира ништо, колку не сакате да му помогнете на македонското граѓанство и стопанство. Еве ја конкретната идеја, и колешката имаше, и јас имав. Имавме и амандмани и за компаниите, и за домаќинствата, ништо тоа не се направи во реалност. Се одбиваат, за ова кима, за она кима, ништо нема да има. Ништо нема да има, но сепак ако вие не произнесувате од ова заклучок, нека ви служи на чест. Не ве интересира. И тоа е во ред. Но да знаете дека нема да дое подобро време. Дека нема да се реши само од себе. И можете да обвинувате колку сакате. Но сега не е ВМРО ДПМН на власт. Сега сте вие на власт. Сега не бил некој од ВМРО ДПМН е директор. Васко Ковачевски е директор. Оној од РЕК што го сменивте и беше председател на општинската организација во Битола. Такви луѓе вие имате. 0% го донесе комбинатот. 0% да ја произведува електрична енергија. Не можете да се спасите од тоа. Еве го спасот. Вие го одбивате. Ние сакаме да ви помогнеме. Па спасе, колешке. Како да не е спас? 20% поскапо ќе плаќаат електрична енергија. Од 5 до 7 пати поскапа струја плаќаат. Како не е спас? Се обидуваме да ви помогнеме со амандмани, сами одбивате. Ај што не знаете, па неките да слушате. Па не знаете. Па колку посто произведувате електрична енергија? 0. Колку што треба можеби за вас, затоа што вие имате можеби можност да плаќате. Немаат сите граѓани можност да плаќаат. Не знам од кај ви врнат од небо, но на некого му врнат. Ама на некого како што му врнат парите од небо, му се стемнува пред очи. И нека знае народот. Нека знае и нека гледа до кој дереже го донесовте. Благодарам. Колеги, збори колеги.